Општина Кочани распиша објава за оттуѓување градежно земјиште во државна сопственост. Со неа на продажба се ставени 10 градежни парцели. Сите се со намена за индивидуално домување, при што повеќето се дел од проектот Купи куќа за млади. По 3 од градежните парцели се наоѓаат на улиците Пиринска и Митко Тодоров, а по една на Ѓорче Петров, Смилевски конгрес, Илјо Тесларо и на улицата Вера Которка во населбата Монополски Бавчи. Секоја од парцелите е со различна површина, при што најмалата е од 294, а најголемата од 549 квадратни метри. Освен за изградба на објект за индивидуално домување од класата А1, кај 5 од парцелите е дозволена и намена на просторот за класа Б1, односно вметнување простории за комерцијални или други деловни намени до 10% од површината на објектот. Рокот за пријавување за учество на јавното наддавање за купување е до 18 јули, а самото наддавање ќе се одржи 2 дена подоцна. Почетната цена за сите градежни парцели изнесува 61 денар за метар квадратен. Целосната објава за продажба на градежното земјиште што е во државна сопственост е поставена на веб страницата на Општина Кочани. Општина Зрнуци во планираниот период од една недела ги заврши градежните работи за реконструкција на водоводната мрежа на улицата Авној. При тоа, извршена е комплетна промена на секундарната мрежа на крак од оваа улица, а направена е дополнителна инсталација на противпожарен хидрант. Со тоа се обезбедува превенцијата и заштитата на населението од пожари и слични незгоди. Истовремено, отстранети се причините за честите прекини во водоснабдувањето на жителите од овој дел на Зрновци. Реконструкцијата на секундарната водоводна мрежа на улицата Авној е реализирана со сопствени средства на општината, а во соработка со комуналното предпријатие Водна кула. Од локалната самоуправа на Зрновци информираа дека по комплетирањето на замената на водоводната мрежа, градежните работи на улицата Авној ќе продолжат со подготовка на теренот за нејзина реконструкција. На крајот ќе следи и асфалтирање на коловозот. Поради високите температури кои ја зафатија територијата на државата, Министерството за здравство апелира до граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита на здравјето, а особено да внимаваат и да преземаат соодветни мерки за заштита од УВ зрачењето. Доколку УВ индексот е повисок од 8, задолжително да се користи крема со заштитен фактор и капа, како и да се внимава движењето надвор да биде во сенка. УВ зрачењето и топлината се најсилни во периодот меѓу 10 и 14 часот, поради што се препорачува во тој период колку што е можно помала изложеност на сонце. Воедно, посетителите на плажа треба да имаат предвид дека белиот песок и другите светли површини го рефлектираат УВ зрачењето и можат двојно да ја зголемат изложеноста на зрачење, информираат од Министерството за здравство. Оттаму подсетуваат на општите препораки за заштита на здравјето, меѓу кои во текот на екстремно топли денови да се остане повеќе во затворени простории, а при неопходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори под сенка. Исто така да се носи светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце заштитни очила и капа. Да се внесуваат поголеми количества течности, најдобро обична вода за пиење, а да се избегнуваат алкохолни пијалоци. При влегување во возило потребно е одреден период тоа да се проветри. Поради високите температури и зголемената можност за појава на труење со храна и цревни заразни заболувања, се препорачува задолжително миење на земјоделско-градинарските производи пред нивната употреба, како и термичка подготовка на храната и нејзино консумирање во многу кус рок по подготовката. Од Министерството за здравство посочуваат дека заедно со Комисијата за следење на ефектите од високите температури во континуитет и на дневна основа ја следат состојбата, доколку има пораст на температурите, согласно најавите од Управата за хидрометеоролошки работи, ќе бидат предложени и соодветни превентивни мерки. Општинската организација на СДСМ од Кочани со писмен допис под називот од репертуарот на театарот на Општинскиот комитет на ДПМН на Кочани, уште една неуспешна реализирана представа, уште едно симнување на маските, реагира на заминувањето од функцијата на ВД директорот на комуналното предпријатие Водовод.
Веста дека директорот на Водовод Иван Иванов после 6 месеци заминува од функцијата е пример за класичната дволичност на представниците на ДПМН. На 1 декември 2021 година, денот на неговото назначување, Иван Иванов изјави дека е спремен да го вложи целото свое знаење и умење да го направи Водовод европска фирма. Истиот ден Иван Иванов се обврза пред целата кочанска јавност дека граѓаните на општина Кочани ќе ги добиваат потребните услуги кои ги испорачува ова предпријатие. Сепак, во јуни 2022 година се најавува негово заминување и оставање на јавното предпријатие во огромни загуби. Освен експресните партиски вработувања, кочанчани нема да дочекаат реализација на тие ветувања и повторно по не се знае кој пат се излажани сега од првиот човек на Водовод и првиот човек на градот, градоначалникот Папазов. Да се прифати ваква функција е сериозен и одговорен потек и бара непристрасен и посветен пристап. Да се избега од ваквата функција за неполна година докажува колку некој е спремен да одговори на обврските и без тронка срам, истовремено да им сврти грб на сите оние кои му дале подршка. Дали е ова пример за кукавичлук или класичен пример на личен интерес? Сепак станува збор за јавно предпријатие од кое зависат сите жители на општина Кочани, а не театарска сцена каде функционерите на ДПМН ќе си глумат додека не им досади. Што треба да очекуваме во иднина? На која сцена планираат да ја одиграат нивната следна представа, прашуваат од општинската организација на СДСМ во писмениот допис до јавноста. Според планираниот распоред, во петок од вечерта беше отворен Петровденскиот турнир во мал фудбал што го организира општина Кочани. Одзивот на екипите за учество на турнирот е на ниво од минатите години, односно пријавени се 14 екипи. Тие се поделени во 4 групи, а надпреварите се играат на спортското игралиште кај гимназијата во Кочани. Организатори годинава е локалната самоуправа, со техничка подршка од Општинскиот фудбалски сојуз. На отворањето на турнирот пред почетокот на првиот надпревар, екипите учеснички ги поздрави заменичката градоначалник Кристина Атанасова Арсова, при што им посака спортска среќа и ферплей игра. Општина Кочани и градоначалникот Лјупчо Папазов како главни организатори и ОФС Кочани како директни реализатори на овој турнир оваа година ќе ви овозможат едно спортско уживање, затоа што, како што може да забележите, ги смеривме сите рефлектори на теренот. Теренот е потполно ново, со ново осветлување, поставивме нови мрежи на головите, нови топки, така да едноставно само ни преостанува да спортски да уживаме овие денови. Јас би додала дека спортот не е само игра, дека спортот е образование, дека спортот е наука, начин на живот, етика, надпревар. Спортот едноставно е една основна индиција во нашиот живот и мислам дека сите заедно ќе треба одговорно, обштествено, перманентно да го негуваме во нашата општина. Во првиот круг од надпреварите на Петровденскиот турнир беа постигнати следните резултати. Джинџер ја совлада Пјаца со 6:1, а Evolution загуби од АНТ Градски со 5:3. Во саботата се одиграа уште 3 надпревари од првиот круг, при што екипите на Виктори и ПЗУ Панов одиграа нерешено 4:4. Аутовелт го совлада Масив Дизајн со 3:1, а Детелинка загуби од АНТ Градски со 3:2.